Колега Зендели, се надевам дека ме гледате. Не знам што толкова се уплаши од вас. Ако зборуваме за компетенции, бевте одличен за подпредседател, бевте одличен да бидете кандидат за пратеник, што толку се уплашија веднаш тргнат? Зар во таа комисија не се разгледуваат компетенции кој да биде најстручен човек за било каква позиција? Зар сега се сомневаа дека нема да изберете добро решение? Ја навистина не знам што е проблем Талат Џафери да закаже седница, сите да дојдат што се членови и заменици и најдобрите решенија се одберат. Но колега, ви реплицирам бидејќи не е тоа целта. Целта е како да постават своји луѓе. Како утре уставни суди да се изберат они тие што ќе ги посакаат и тие што ќе ги слушаат. Тоа е целата работа. Нема мислите овој пат дека е нешто против вас. Знаете зашто? Зашто им одговаравте, бевте најдобар, сега изгледа не им одговарате или сте политички недобен за власта. Но кога ќе им притребате еден куп пофални работи ќе кажат за вас. Така беше во минатото и со БЕС. И сакам ова да го потенцирам. Кога им требавте за власт, вие бевте тие што требаше да влезат во коалиција, заедно да правите едно општество за сите, заедно да правите политики. Но во првиот момент, кога вие свативте дека не можете да бидете со нив во коалиција, мислам дека тогаш го избравте правиот пат. Затоа и победивте на избори, затоа си победите во Тетово и затоа сега имаат мака и целата власт со вас. Знаете зашто? Зашто тука не се работи за компетенции по оваа, би кажал, комисија која што едноставно сака да избере кадри како Кацарска. Сака да избере луѓе што се блиски до многу луѓе од СДСМ, од Врвот. Знаете, едно време сите беа блиски до Заев, сега ќе се смени работата, ќе бидат блиски до новиот премиер или ќе бидат блиски до некои поединци и групи во СДСМ само за една цел. Како да имаат доминација, зборам политичка доминација, во секој едно тело. И затоа пак ќе повторам. И сите граѓани треба да знаат што се прави еден обид, вие да се тргнете да се стави еден послушник. И граѓаните треба да знаат дека овој обид не е деловнички, ниту пак е уставен, ниту пак е законски. Ова е само една единствена работа како СДСМ да си ги вдоми своите кадри, каде што ќе креваат рака и ќе ги слушаат за секоја една одлука. И оно незаконски што ќе го прават во процедурите, во законите и слично, некој тамо да каже амин. Благодарам.